Полексенија Јовановска е првата македонска каратистка која што беше на Олимпијадата. Можеби не освои медал, меѓутоа влезе освои пласман во 10 најдобри. Полексенија денеска моја друштво во студиото на Репортер. Добре дојде. Добре ве најдов и многу ви убаво студиото. Ти благодарам. И енергијата убава внатре. Ти благодарам што и убаво не раздвижи тука малку се вие карате потези пред почетокот на емисијава вака. Затоа сме многу расположени. Драго ми е што дојде во студиото на Репортер. Прво што ќе те прашам, имаш многу карактеристично име. Кој ти го даде името, чија желба беше тоа име и што всушност означува? Прашање кое што никој не го избегнува е за името и за косата. Името го добив по некоја прабаба во фамилијата. Моите сакале да има предание на името по некоја баба Пула. Таа се викала Пула, баба ми сакале да задржат, мајка ми сакала да биде модерно, ајде Пуле, Ксенија, ги споиле, за Миру кучи и спадна Пуле Ксенија. Ама папа по желбата на прабабата. А добро, што означува името? Точно пред сите имаат, бидејќи го преведуваат само како Поли, како Пуле. Точно е дека Ксенија означува нешто светско, Пуле нешто различно, така да светски различна. Има многу толкувања, многу истражувања, така да. Колку често ти се случувало, затоа што навистина имаш ретко име и карактеристично, колку често ти се случувало два пати да прашам, чека како се викаш, ама зошто така се викаш? Дали си го сакала името кога си била мала? Често ми се случува, уште ми се случува, така да сум навикната да и гласно кажувам како Пуле Ксенија. Да не те прашува два пати. Навикната сум да се случува често, така да. Мислам, не погрешка, нормално, специфично е. Буквите сте така, Пули, Пуле, така да. Во Скопје да беше Полексенија, ова Полексенија веројатно по Прилепска. Сам таму по Прилепска линија. Добро, те викале по право име родителите или имаш некој прекари? Дали си го сакала како мала име, ти си викала зашто ме крстивте така, може требаше да ми го смените пократко некој или помодерно, како се сакала мајката? Па не, по дома баш никој не ме вика со цело име, буквално никој. За мајка ми сум откако знам за себе Ксенија, дојди ваму Ксенија подево. Брат ми ме вика Даде, апсолутно, еве, остаревме. И никој не те вика по вистинското име? Да, никој не ме нарекол така. Татко ме вика Сени, дури од Ксенија, Сени, значи најкратко што може. Така да, не ме вика така и не ми сметало, затоа што некако пораснав со моите по дома, со така Ксенија, Ксенчи, Ксенија, Ксени, Пуле, Поли во школа ме вика и никогаш никој не го кажувал како така цело име, на сите му е тешко во старт. Не ми сметало, сакам уникатни ствари, така да мислам баш ми е фино. Кога викаш сакам уникатни ствари, колку сметаш дека сега, на овие години, гледано и од оваа дистанца, нели, за разлика од времето кога си била помала, колку, ете тоа што е ретко името, оставило некој печат и на тебе како жена и пред се како спортист? Па, оставило бидејќи некако колку повеќе напредуваш, толку луѓето те препознаваат преку успесите, но не често те препознаваат по надворешен изглед и подоцна те препознаваат по нешто што оставаш печаток или што е специфично. Така да името дефинитивно остави силен белег, бидејќи е многу ретко и со секоја ситуација со која што сум се соочила досега, прво прашање за името, темата е околу името, оставам печаток со името, некој го слушнал некаде, ти ли си таа што сум слушнал? Така да, дефинитивно уникатноста на името и тоа што е посебно си носи своји убави ствари. Кога сме кај убавите работи, ќе го споменам и неодамнешниот настан, изложбата на Славчо Максимовски и всушност ти си една од 29 жени кои што оставија трага на своето време. Всушност тој неодамна направи изложба Убавите жени од мојот народ. Како успеа Полексенија да биде дел од убавите жени на изложбата и како испадна целата оваа работа? Па ме контактираше Славчо, како што кажа ти, да му честитам најпрво на изложбата, беше нешто навистина прекрасно. Изложба која што остави белег за сите жени, не само надворешно, туку и внатрешно, бидејќи целата тематика на Славчо беше направена во многу интересни скалила. Најпрво побара наш есеј, доколку не познава лично, да се опишеме самите себе за кои сме ние од детство до остварување, кој е нашиот карактер, кои се нашите гледишта, која е наша омилена боја, буквално да не запознае преку есеј.
Подоцна имаше направено фотосесија со слики од нас и целиот цртеж од нашиот карактер беше исцртан на посебна хартија која што беше представена во нашата фотографија. И прво беше многу интересно и специфично бидејќи е дефинитивно нешто што се нема случајно и некако акцентираше убавина на карактер, на успех, на не она само надворешното. Не беше жената представена како површински изглед, туку беше нешто што носи жената длабоко. Имаше мајки, имаше успешни жени во својата област, така да дефинитивно Славчо имаше опфатено се што може да одликува една убава жена. Добро, колку кога сме веќе кај убавината, колку сметаш дека убавината навистина е важна од една страна заради самодовербата, од друга страна баш заради убавината повеќе вратите се отвараат во животот, или сметаш дека нема гарди жени, туку секој е убава на свој начин? Дефинитивно секој е убава на свој начин. Сметам дека убавината е она која што треба да одржуваме, меѓутоа цртите и она што сме ние ни го дал некој, така да сметам дека секој човек е убав такав како што е создаден, а за мене убавината е сепак она која што го носиме во внатрешноста. Дефинитивно треба да зрачиме од внатре и да излегуваат од нас позитивни вибрации, убави мисли, убави зборови за да може да се нарече дека некој човек е убав. Кои се твоите ритуали на убавина? Како ти се негуваш? Со тренинг. Со тренинг, добро. Колку внимаваш на надворешните? Дефинитивно сметам дека здравиот начин на живот ја дава убавината на прво место и дефинитивно тоа одржување буквално лицето е секогаш, нели, после тренинг ние сме исчистени од токсини, сето тоа влијае и на кожа и значи буквално исфрлањето токсините за мене број 1 што можам да се грижам за себе си. Понатаму се останато е во минимална доза и секогаш преферирам да е природно, да не одиме во. Така, сега тоа сакам да прашам колку се оглед на тоа што си спортистка, колку често се шминкаш или си од оние типови на жени кои што може да излезат од дома и без грам шминка на себе да не се замараат како други? Јас се сметам од оние типови жени буквално во секое светло кое што можам да се видам, и без грам шминка можам да. Ако денес расположението ми е да станам кралица, ќе бидам кралица. Да, зависи од пригода, зависи од настан, зависи од расположение најчесто, али поголемиот дел од времето, бидејќи сум во сала, сум на тренинзи, гледам да сум без пудра и да сум сосема природна, натурал, дефинитивно. 2020 година, кога се врати од Токио и потоа замина на одмор во Охрид, објави неколку фотографии под кои што напиша: долго време ми требаше да се прифатам себе си, меѓутоа навистина сега уживам во сопственото тело и ваква каква што изгледам и добро е затоа што сум различна. Објави неколку фотографии, можеби и оваа една од тие. И тогаш всушност дознавме дека и ти си една од оние 1%, мислам дека кои што и го имаат кожното заболување витилиго. Кога прв стана свесна за ова и како го прифати? Во 2013 година прв пат ми се појавија белите флеки на телото, значи не ми е одраѓање. Се случи таа промена во време кога на мои 18 години, кога бев во пубертет и кога ми се случува, кога бев кревка, тие тинеџерски години и не го прифатив на самиот старт, некако не можев да се замислам бидејќи кога се одраѓање, кога си таков некако се прифаќаш и околината те прифаќа, а меѓутоа кога подоцна ми се случи во тој момент, во тие години кога бев кревка, многу осеќав погледи од околината, коментари од околината и сето тоа влијаеше колку и да јас не сакав. За себе си сметам дека се се случува со причина и се што ми се случува ете и тогаш тоа се случило да научам некоја лекција во животот, дека тогаш почнав да размислувам колку не е битно како изгледаш и луѓето кои што те сакаат треба да те прифатат со сите мани на тебе. Така да ако надворешниот изглед на некој смета, уопште не треба да биде во твоја близина, така да ми беше тешко почетоците, подоцна за семејството осетив дека тие као ме гледа мене, дали тоа ми смета, дали јас сакам да го променам, баравме многу начини, испитувања многу правевме. Буквално потрошив 2-3 години време кога истражував дали постои лек и во моментот кога се помирив дека не постои лек, прифатив дека тоа е нешто убаво. И како што кажав, со самото
со самото време учиш дека воопшто не е битно надворешниот изглед, дали имаш бели флеки, црни флеки, дали си пегав, дали значи буквално битно е внатре и луѓето кои што ме сакаат заради тоа што сум јас во мојата околина и во мојата близина и тоа е најбитно. Колку повеќе ме прифаќаат луѓето, толку повеќе јас се прифаќам в себе си и така е некако, нели, со текот на годините како растеш, така и се ретчат вистинските пријатели, вистинските луѓе, вистинските коментари, здравата критика и сето тоа ти дава самодоверба да си го прифатиш. Прифатив дека не е ништо лошо, не е ништо заразно, на никој не му смета, на никој не му пречи. Добро, никогаш не сум знаела одеднаш ти се појавија повеќе флеки или тие постепено се појавуваат, па полека осознаваш дека Кај мене се појави буквално преку ноќ. Имав преку целата страна бели флекички, подоцна бидејќи ми се појави мислам дека февруари, март и јас мојата кожа е мислам прима сонце, пигментирана е другиот остат на голата и кожата. И премногу брзо дојдоа тие летни месеци, мај, јуни, кога што се исончав и се направи целосно исцртување на флекичките. Така да тогаш стана јасни границите. И колку тогаш еве ти беше тешко, затоа што во тој период 18 години, нели, кога веќе завршува адолесценцијата и кога сме навистина многу ранливи, колку тогаш ти беше тешко додека беше на плажа или во летните месеци кога се носат, нели, кога шетаме поразголени, се носат кратки ракави, како тогаш се чувствуваш и како тогаш ја надминуваше? Дали имаш ситуација кога западна барем одреден период во некоја депресија? Не, како што кажав, најчесто само ми беа тешки критиките и погледите од луѓето, бидејќи ми беше нешто ново. Меѓутоа сметам дека од тогаш 10 години до денес се променети некако луѓето почнаа да се соочуваат со витилигото како состојба, некако за жал е се почеста и некако свеста кај народот се разви да се осознае што е витилиго, дека не е ништо заразно, дека не се третира како болест, дека и знаеш, за мене јас читав на самиот почеток што е тоа и знаев дека не пречам на никој и не заразувам и како што само чудните погледи. Особено бидејќи кај мене витилигото не се манифестира како што е по книга на два екстремитети, двете раце, двете дланки, два пазови, двете очи. Значи јас имам некоја исклучителна ситуација на состојба на витилиго само од едната страна. Само од едната страна. Паралелно буквално од едната страна на носот, буквално десната страна. Така да затоа му било чудно на луѓето и не ги судам, не знаат, затоа гледаат, е нешто ново. Може би и јас да гледам. Така, ти извинете прекинав. Да, и јас да гледам сигурно би ми одвлекл погледот, така да не замерувам. Добро, ама еве денес како го гледаш во модниот свет дека се повеќе модели манекенки имаат витилиго и гордо шетаат по модните писти, што се велиш? Па колку тоа да речеме те мотивира дека ете не си единствена и не си ништо поинаква од другите. Да го нема прифатено, може би ме импонирало, знаеш, меѓутоа јас го прифатив, знам дека сум во 1%, се во животот што правам, некако правам ретко, мора да е нешто во јас да се издвојувам од нешто, дали е лошо, дали е убаво, до името е. Така да не би кажала дека ме импонира и дека кога гледам девојките како го пласираат тоа дека е нормално. Убаво е да се види за да се поддржи разликата на тие што им смета. Меѓутоа јас да не се сватиме погрешно, да најдам лек и да има начин, сигурно би го отстранила. Добро, само што ќе те прашам, каков е третманот, што се прави, се мачка со некој масти, се пие некако? Без разлика дали е лето или зима, се внесува D-витамин, чисто за да не се проширува и се одржува со фактор за заштита од сонце. Олимпијадата во Токио. Единствената македонска каратистка која што замина таму, можеби не освои медал, меѓутоа сепак се запиша, нели, во оние кои што освоиле пласман. Од оваа дистанца сега, како гледаш на тоа и како беше чувството да се биде дел од Олимписките игри? Сон на секој спортист предпоставам. Да, знаев дека ќе дојде момент кога ако каратето добие шанса како спорт да биде дел од Олимписките игри, јас ќе издржам до тој период да можам да настапувам таму. Беше тотално нереално да заминам на Олимписки игри. Бев многу далеку тогаш на почетокот, бидејќи од 100 најдобри требаше влеземе во 10 круг, во тесен круг на 50 најдобри, потоа се стеснуваше полека кругот да влеземе во 20 најдобри во светот и последните 10 места беа толку многу ризични, бидејќи како на Евровизија, така и таму. Знаеш, тие што гласат, многу е тешко. Јас сум во дисциплина катика, каде што исклучиво резултатот зависи од судиите. Колку една држава, судијата од таа држава ќе даде поени на
другата држава, дали се соседи, дали се политички поврзани, меѓутоа има многу во мојот дел во катата имава сериозно лобирање на судии, така да само знаев дека ако заминам таму ќе се случи чудо да го осетам тој момент и да бидам дел од мојот сон што си го замислив. Так. Се случи чудо и заминав на Олимписки игри и тоа е тоа кое што сакам да ми стои како коруна на светот. Што направив да моето име да биде запишано во 10-та најдобри каратистки во светот. Кога сме веќе кај Олимпијадата во Токио, само ќе те прашам, навистина ли спиевте на картонски кревети? Навистина значи не е тоа. Не е лага, да, спиевме на картонски кревети. И како беше да се спие на картонски кревет? Па феноменално, јапонски? се што е во Јапонија совршено, кога ќе кажеш јапонско е направено, знаеш дека е безбедно, дека е сигурно. Макар и од картон. Па макар и од картон, да. Так. Не се чувствуваше дека сме картони, беа навистина многу убаво направени и беа перфектни како што е Јапонија, како што се јапонците. Така да. Добро, колку дена беше во Јапонија? Па заминав со последната група на делот од олимпиците. Мислам дека летавме 28 до 8, така нешто. Така, и што е оно што најголем впечаток ти остави во Токио со те картонските кревети? Па дефинитивно моментот кога излегувам на татами мојот настап, нешто што јас често знам да кажам себично си го чувам, бидејќи не знам да го опишам моментот колку го доживеав како сон, да стапнеш на таа сцена, на тоа татами, да се исправиш пред таква публика во смисла на тоа сите камери што пренесува, знаеме колку е популарна и дека Олимпијадата е нешто што го пренесува. Добро додека твоите те гледале, што си велела? 3 ноќе беше кај нас. Беше ноќно време, викам, па моите родители во текот на мојата кариера не се договоривме дека нема да ме гледаат во живо. Така. Нема доживеано да ме гледаат во живо како работам. Прв пат ме гледаа во живо на Олимпијадата. Се претходно што гледале биле видеот кога ќе заврши, кога ќе станам шампион. Чекај да заврши, се случувало и да не му кажам кога такмичам, кога се борам за бронза, не знаат. Буквално за да не ми се ствара тој притисок и трема. А на Олимпијадата ме гледаа во живо и не знам, беа импресионирани сигурно и знам дека татко ми не можеше да зборува као си го гледа таму малото керкиче, си го растел, си го пазил, си го чувал. На Олимпијада заминала. Така. Кој те пушти? Пошто јас сум баш на татина миленица и кај татко ми посебно се го почувствував тој момент колку е горд на себе си, каква черка, тогаш го осетив тоа. Кај мајка ми е она мајка кој што сака само да сум среќна, сум добро, успеси, сум истото девојче. Со Олимпијада и без да мајка ми сум она. Од каде љубовта кон каратето и кога прв пат реши да се занимаваш со тоа? Немав љубов кон каратето. Почнав да работам карате поради радозналост. Брат ми и братучат ми стартуваа со тренинзи, бидејќи бевме блиску до салата во тоа училиште и ајде јас со нив. Како што секаде знам да кажам и кај тебе дека јас бев неталентирано дете. Ама талентот до Олимпијадата донесе. Не талентот, да ги охрабрам. Да ги охрабрам сите луѓе кои што мислат дека на почеток шкрипи, не оди, нешто не е добро. Значи буквално не бев талентирана, бев потурната, ајде сега таму вежба и на страна. Али некако каратето е спорт кој што не учи скалило по скалило. Тие појаси кои што ги полагаме, каратето е една многу убава дисциплина како кати, која што не учи дека чекор по чекор се стигнува до се што сакаш во животот. Успехот не доаѓа брзо, успехот не доаѓа лесно и едноставно. И нели имаме појаси жолт, црвен, зелен и како што ги полагав тие појаси, јас напредував. За да можам да допрем до тој појас, јас требаше да научам одредено ниво на знаење. Дали основна техника, па нема да знам да ја запамтам, па нема да можам да сврзам рака со нога, па координација на движење, талент нула, па не можам да се најдам во простор. Имаше многу потешкоти, али некако, окей, ајде до жолт појас научи го ова. И добро, убаво се чувствував кога ми даваат појас, ми даваат диплома. Се што е разликата помеѓу жолт и кој е следен појас, не знам. Жолт и црвен. Разликата е тоа, степенот на знаење. Ако во жолт појас учиме основни движења во во праволински правец, потоа во црвен појас ги учиме тие комплицирани движења. Значи ако одиме само со еден удар, одиме за црвен појас со 2 удари. Со комплицирани удари на нозе. Мислам, објаснувам шаблонски. Добро, да, еве, ние не знаеме. Да.
Така да напредокот тоа некако ми даде и во животот многу ми помогна дека мора да напредуваш базично. Че ти мора за секоја гранка што ја работиш, во секоја област која што сакаш да ти да успееш, да ја имаш базата, да имаш основата, да знаеш основни удари, основни ставови, понатаму да продолжиш да се надградуваш, да учиш и така појасите како што ги добив појасите јас освојував и ме научи дека не треба да брзам. Биди трпелива, ќе дојде успехот. Тоа сакам да те прашам колку каратето бара од спортистот да биде пред се смирен и колку можеш да влезеш смирена во рингот за да можеш да Мислам дека во сите спортови, нели се бара таа смиреност. Има адреналин во секој спорт. Има притисок во секој спорт, трема има во секој спорт. За мене најбитно е што ме научи да бидам трпелива, бидејќи јас по природа сум темпераментен дух, сум брза, сум одсечна. Тоа ми е некои природни што ги имам особини и каратето ме научи дека треба да бидам мирна вода и кога ќе треба да се разбранувам. Ако ти изнервира некој да му удриш една нога и тука да заврши приказната. Не ги пуштајте слигите. Колку сакам тоа да те прашам, колку да речеме каратето од друга страна, ете, си се нашла во ситуација па да мораш да употребиш удар или па на крајот на денот да се плаша другари, чека оваа тренира карате да не ја нервираме. Не ми се случила ситуација да треба да употребам карате, секогаш секогаш од многу млади нозе знаат дека сум каратист и некако како со гард сите и да не знаат дали знам или не знам, самото тоа што ти си каратист, носи нешто тука лошо. Така да акцентира на можеби така да имаат таков гард. Меѓутоа не сум го употребувала, ни се надевам дека никогаш нема да имам потреба да го употребам каратето, бидејќи сметам дека секој проблем се решава со разговор, со разбирање. Неодамно отвори карате клуб. Во разговорот ми рече се мислев како да се вика, па на крај се реков, па јас сум по Лексинија, мора така да се вика. Како прво честитки за карате клубот и сега па ќе кажеш пата се женски и машки кукаве, желбата на младите сега да се занимаваат со овој спорт. Мора да биде пата. Отвори собствен клуб и како што кажа, буквално цело лето имавме на тетрадка напишано како да биде името на клубот. Сите можни луѓе што ме познаваат, мои блиски, знае. Ова да биде поврзано со Токио, да биде поврзано со Олимпијада. Да не преземам на никој да не е на плагијат. Да ми го преземаат мене, да биде уникатно, да биде препознатливо на мене, да биде дел од каратето, да биде поврзано со каратето. И толку многу мислев до денот кога требаше да разговарам со графичкиот дизајнер. И јас застанав и викам, јас стварно појма немам. Значи целата тетрадка беше напишана и викам нека биде моето име. За некој можеби звучи маце егоцентрично, меѓутоа за мене знам дека јас си оставив белег во македонското карате. Јас напишав историја со Олимпијадата. Како и да звучи скромно или нескромно, сметам дека моето име е нешто кое што го одбележа каратето изминативе години во Кати и бидејќи клубот некако како собствен бренд си го гледам и затоа решив да биде така, бидејќи се гледам на долги стази и слободно може да дојдат неталентирани деца како што ете. И неталентираните најче знаем многу, најупорни се тие. Најупорните, па не успеваат талентираните, упорните. Прилепчанка, горда. Да, кога прво што те врзува за Прилеп, што е за тебе Прилеп и кога дојде во Скопје? Во Прилеп ме врзува семејството и спомените кои што ги имам од луѓето кои што ги сакам, од моите блиски, буквално луѓе со кои што пораснав. Го сакам Прилеп, не би го менувала, меѓутоа Скопје ми понуди се она кое што јас како карактер барав, се она кое што можев да се дадам и Прилеп беше премалку за се што сакав да направам од себе си. Во сите полиња во кои што работам, во сите структури кои што се најдувам. И едноставно јас сум за брз и динамичен живот. Прилеп се уште во тие традиционални патриархални семејства кои што моето е такво и си ги обожавам и си ги сакам, меѓутоа јас со начинот на живот и со се она кој што сакам да постигнам некако побрз ритам е. И од првиот момент кога стапнав во Скопје знаев дека ќе се проредам. Запознав многу убави луѓе тука во Скопје кои што буквално пребрзо ме поврзаа со се што е Скопје
Лесна беше адаптацијата, да речеме, кога дојде тука првите денови, како се не беше лесно, не беше така, не го беше кажа лесно. тоа во еден неврзан разговор, да. Да, Снеже Велков да ја поздравиме, да, како кажуваше Снеже, буквално така истото што го кажуваше, како истиот период го поминав, исто не знаеш која населба е, како возиш, буквално изгубено детенце. Меѓутоа се пронедов. Брзо учам, веројатно, да се пофалам. Само се пронедов. Знаев дека ќе успеам, бидејќи за себе сметам дека ако јас од помала средина доаѓам во поголема средина, клучот на успехот е адаптацијата. Колку повеќе прифатиш дека ти си гостин и ти треба да играш правила на животот во кој што се вбројуваш сега или кој што сакаш да го имаш, најбитно е да знаеш да се адаптираш. Рече по името ме познаваат, ама и по косата имаш специфична интересна коса. Подсеќаш на Лидија Вукичевиќ. Да, ти кажал некој така ја прескакува влезе. Лидија, дај ја ви ми се да се запознаеме. Да не сгреши гостинката. Како ја одржуваш косата? Што правиш од мала ти е ваква? Не. Како не? Како не? Како не? Не, до мои 12 години имав жица права коса, но со такви шишки. Тука права коса до рамена. Буквално во пубертетот се промени, форсирав цело време, ја правев. Имам стрина со салон во фризерски во Прилеп и постојано да викам права да ми што кадрици ми излегуваат. Меѓутоа после како течеше пубертетот, така уште повеќе кадрава, да. И татко ми и мајка ми имаат кадрава коса. Али јас буквално до 12 години носев жица права коса. И потоа на ликот се пронадав дека кадравост е она што сум јас, весело, некако така ми изгледаше. И не сум од оние девојки кои што не си ја сакаат кадравата коса, кои што ја исправуваат. Се прифатив, почнав да користам шампони за кадрава коса и до ден денес одржувам. Ти финансиски подобро поминуваш, не мораш да одиш на фризер секој. Да пеглаш козата само на прчка и искочи си од дома. За крај, Олимпијадата Токио 2020, што е следното? Дали ќе има некоја следна Олимпијада, можеби сон на секој спортист медал или? Да, кога се случи Олимпијадата, тоа беше година кога каратето прв пат доби шанса да биде дел од олимпиското семејство. За жал, каратето како спорт е исфрлено од Олимписките игри. Јас после Олимписките игри сакав да кажам дека завршувам со круна на главата и дека Олимпијадата, бидејќи јас бев прв олимпиец во карате и последен, да запечатам кариерата тука, осетив дека е доволно и осетив дека треба да оставам простор на младите генерации. Изминатава година, бидејќи се уште траеше, пробав да ги завршам светското и европското првенство. И кога стапнав на татамите, осетив дека е време за нови чекори во животот и нови планови. Направив навистина се што имав замислено. Од 2010-та ги имам буквално сите светски првенства, сите европски првенства, сите балкански медали. Имам сите цели ми се остварени и сакам да бидам благодарна и да завршам благодарна во светот како шампион. Така дојдов во каратето, така и сакам да ја завршам кариерата. Често пати знаеме, кажуваме дека секој човек треба да знае кога е доста. Јас со самото отворање на клубот си поставив нова цел. Јасно е на кое што го сакам да го постигнам. Двете не може да бидат успешни, така да Поликсенија како кариера и како каратист официјално е заврши кариерата. Не чувствувам потреба дека треба да настапувам. Ја ти посакувам успех секако со клубот и верувам дека некој од тие деца кои што доаѓаат сигурно ќе ја представува Македонија на некои следни олимписки игри. Јас се надевам. Ти благодарам што беше гостинка во студиото на Репортерите и благодарам на убавиот разговор. Ти благодарам на поканата, драго ми беше, многу брзо ми помина времето. Тоа значи дека бил супер муабетот и не ни било досадно. Да, се надевам дека имаме супер емисија. Фала ти што дојде во емисијата. Поздрав до сите.